На кратко, на последната пресконференција кажавте дека има 8 вработени во фондот, нели, со редовни договори, а на платниот список има 40 лица, хонорарци со 1000 евра хонорар, кои не доаѓаат на работа или ротираат, се договараат меѓу себе. Што направивте со тие 40 хонорарци? Им се прекинати договорите. Колку луѓе работат сега во фондот? Сега вкупно со се вработени и со се нели со хонорарци што се хонорарци? Да, со 8 души не може да се одржува функционалноста, некаде околу 20 и со семена 24. 24 хонорарци со 1000 евра. Не, 24, вкупно 24 вработени. Значи и не се по 1000 евра сега, не се по 1000 евра, со тоа што со оглед на тоа дека имаме и двајца што од редовните што се замина, односно на едниот му е прекинат договор поради тоа што не беше појавен повеќе од недела дена на работа, без никакво објаснување или без белешка од лекар или одмор. И тоа беше многу брзо. Останати се 5 вработени и околу 15 договорци и тоа имаме уште еден што е на породилно моментално. Уште една се извинувам. Хонорарците сами ги биравте или имаш некаков конкурс? Остана голем дел од што веќе беа работени, затоа што има таму хонорарци што работат 10 години во фондот, значи само од основањето. Ама на тие 40 ги прекинавте договорите? На тие 62 беа претходно вкупно кога дојдов јас дентот, беа 62, на околу 40 на се прекинате договорите, кои што не доаѓале во фондот, кои ротирале, кои правеле денеска доаѓам, утре не доаѓам или ќе дојдат во 12 часот, ќе се дојдат во 2 часот, каде што биле пријавени на други места, па доаѓале тука чисто колку да пополнат време и така натака, на тие сите се прекинати договорите, затоа што не ги исполнуваа своите обврски што им биле пишани. И колку се сега хонорарите во фондот? Некаде се движат околу 40.000 денари. Некаде околу просечна плата. Затоа со оглед на тоа дека не им се плаќаат предонеси, некако се прерачунуваат и предонесите, за они самите ги плаќаат предонесите. Бидејќи мораториум